Тамара, што се случува во собранието пред опраќањето на председателката на Европската комисија? Билјана, може би символично на денот на Националниот ден на Франција, 14 јули, во собранието и СДСМ и ДУИ презентира идентични заклучоци за прифаќање на францускиот предлог за преговарачката рамка за собраниската седница, расправата која денеска треба да се одржи по предлогот. Први заклучоците ги презентира од СДСМ, иако се идентични, тие настапија оделно со изјава дека имаат поддршка и од другите коалициски, помалите коалициски партнери. Инаку први, како што реков, ги презентира од СДСМ, каде што рекоа дека заклучоците обврзуваат владата безусловно да ги брани јазичните, идентитетските, културните и историски особености на македонскиот народ. Но да не должам, предлагам да ги слушнеме заклучоците кои ги презентираше координаторот на СДСМ, на пратеничката група на СДСМ, Јован Митревски. Под број 1 се задолжува владата преку државната делегација за преговори со Европската Унија доследно да се придржува кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ за елементи за кои не се преговара со Европската Унија. Преговорите да се водат на рамноправна и принципијална основа, почитувајќи ги нормите на меѓународното право, со безрезервно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ, како и во целосна согласност на резолуцијата усвоена од собранието на 29 јули 2021 година. Се задолжува владата во преговорачката рамка македонскиот јазик да биде наведен без било какви објаснувања, додавки или фусноти. Се задолжува владата при склучувањето на било какви договори, спогодби и документи со Европската Унија, кои содржат јазична одредба со поименично наведување на сите официјални јазици на Европската Унија, како што е договорот за соработка со Фронтекс, истите да се потпишат со поименично наведување на македонскиот јазик без било какви објаснувања, додавки или фусноти. Се задолжува владата во текот на преговорите за пристапување се до нивното завршување со склучување на договорот за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и по приемот во полноправно членство во Европската Унија, владата нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од тоа наведено во преговарачката рамка. Со приемот во полноправно членство во Европската Унија, македонскиот јазик да стане еден од службените јазици на Европската Унија без било какви објаснувања, додавки или фусноти. Се задолжува владата билатералните прашања, поврзани со билатералните договори за добрососедски односи, кои не се директно поврзани со правото на Европската Унија и со копенхашките критериуми за членство, да не бидат одредници од кои ќе зависи отворањето и затворањето на поглавијата и кластерите во текот на пристапните преговори со Европската Унија. Преговарачката рамка да се усвои веднаш на почетокот на преговори со Европската Унија. За одржување на првата меѓувладина конференција за отварање на пристапните преговори и скрининг процесот и следната меѓувладина конференција за комплетирање на отварачката рамка на преговорите, согласно предлог на француското председателство со ЕУ, да се донесат одлуки веднаш, за да истите не зависат од донесување на дополнителни одлуки од страна на земјите членки. Се задолжува владата горе наведените заклучоци да ги вгради во отварачката изјава на Република Северна Македонија на првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Се задолжува владата редовно и континуирано да го информира собранието за текот на пристапните преговори, вклучително и процесот на скрининг, како прва отворачка фаза на пристапните преговори, како и за одвивање на меѓувладините конференции за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија. Тамара, ги слушнавме заклучоците, но се добива впечаток како владата да нема предвидено конкретно како и дали ќе се повлече од преговорите доколку нешто во заклучоците биде прекршено.
Токму така, Билјана, тој беа главните прашања кои ги доби Митревски на пресконференцијата за новинарите, презентирајќи ги заклучоците. Ако инаку мора да споменам дека минатиот викенд беше разговарано за тоа на Советот за безбедност кој го свика претседателот на државата, каде што и беше посочено од негова страна дека предлогот бил даден Македонија да се повлече од преговорите доколку се чепнат или билатералните или идентитетските прашања во текот на преговорите. Митревски не одговори директно дали ќе поднесат во заклучоците дополнителен заклучок, значи владата да ги прекине преговорите. Тој постојано велеше дека со самото ако не се исполнува преговорите ќе запрат, но немаше ништо конкретно за повлекување од преговорите со Европската унија доколку идентитетските прашања или се прекрши било кој од овие заклучоци, но рече дека се отворени за сите забелешки да се разговара, па и за овие кои ги поставија, кои ги дилеми, кои ги отворија новинарите. На иста линија и Дуи кој, како што кажав на почетокот, презентира идентични заклучоци за заштита, како што рекоа, на идентитетските обележја на македонските, на своите сограѓани македонци. На истото прашање Арбер Адеми од пратеничката група на Дуи, на истото прашање дали ќе се вметне заклучок да се повлече владата од преговорите доколку некој од овие заклучоци биде прекршен, рече дека владата ќе им обврска да го информира собранието и ги повика сите политички партии на широко да разговараат за овие заклучоци, дека се отворени на сите забелешки да влезат натре. Предлагам да слушнеме неговата изјава. Ако се доведува во праша било какво задолжение, обврска која е предвидена, инкорпорирана во овие заклучоци, секако дека владата и сите институции, преговорачките тимови треба да водат сметка и треба да алармираат и да не информираат како институции. Така што не верувам дека има пратеник кој ќе биде против вакви формулирани заклучоци. Но сепак ја искористувам ова можност, додека трае дискусијата на пленарна седница, додека трае дебатата, да седнеме. Нема зијан од дискусија, нема зијан од преговори со сите политички партии, и од позиција и од опозиција. Ако сметат дека нешто треба да се преформулира, треба поинаков вординг за овие заклучоци, да седнеме и да си поразговараме, за да си дојдеме до единствен заеднички став. Тамара, за неколку минути ќе започне и обраќањето на претседателката на Европската комисија фон дер Лајен во нашето собрание. Таа предпладнево на Твитер напиша дека и е мило што е тука и дека Северна Македонија е вистински доверлив партнер, а сега е време земјата, вели таа, да го направи одлучувачкиот чекор напред. Како помина и средбите нејзини предпладнево со македонскиот државен врв? Билјана, за сега нема информации како поминале. Таа дојде на вообедувачка мисија во моментов, додека сме тука на линк, јавувањето ни тече на линк, започна незината средба со претседателот на собранието Тала Џафери и за некои 15 на минути веднаш потоа таа ќе им се обрати на македонските пратеници да ги убеди, со тоа предпоставуваме таа и емисијата, да убеди дека францускиот предлог не ја загрозува Македонија и дека Европската комисија, која не е ова предлог, овој предлог на Франција, на претседателството и на Европскиот совет, ќе го спроведува, значи, во оние рамки кои се дозволени. Инаку фон дер Лајен вчера пред да дојде имаше една грешка која ти е објаснија од Европската комисија како техничка, рече дека доаѓа во посета и ќе на средба со северно-македонскиот претседател и северно-македонското собрание, што предизвика пред незината посета малку подигање на тензиите, но еве фон дер Лајен денеска коректно се обрати и вели дека Македонија треба да го направи одлучувачкиот чекор. Ке слушнеме за 15 минути што ќе каже, а инаку во незиното доаѓање е пречекано и пред собранието со протести, но верувам дека повеќе за тоа ќе имаме од колегата Петар Догов кој е надвор. Билјана. Тамара Гранчаровска со сите детали од денешните случувања во Македонското собрание.